Цивил медија. Кои права ги имаат лицата со попреченост во изборните процеси, а кои права се уште ќе треба да ги остваруваат? За лицата со попреченост овие 2 години како што се вклучивме ние во застапување на нивните изборни и политички права, има значителен придонес на органите на Државна изборна комисија за подготвување на ресурси и материјали за поддршка на оваа категорија. Но сепак најгорливиот проблем останува. Непристапноста на гласачките места, што сега во нашиот извештај од мониторингот на референдумот е утврдено дека 71% од гласачките места не се пристапни од надворешната страна на влезот. Кога ќе се запрашаме внатре дека има скали, дека се гласа на втор кат, значи многу поголем процент. Лицата кои се со телесна попреченост, што користат количка, воопшто не можат да гласаат. Но според нас, како инклузива, најголемиот проблем е во системските решенија, односно во изборното законодавство, што е поврзано со многу закони, на лицата на кои им се одзема деловната способност, се бришат од избирачки список и не се гласачи, воопшто како да не се жители на нашата држава. Тука треба да се менуваат повеќе закони, за сега нема слух за такво нешто. Исто и на лицата кои се згрижени во згрижувачки семејства. Тие живеат во некој друг град, подалечен од нивното место на раѓање, покрај пречките, но и поради финансиски недостатоци за патот што треба да го платат, не може да го остварат своето право на глас. Треба да гласаат во местото на раѓање. Тука мислам дека ќе има некои померувања напред, но не сме сигурни, ќе видиме. Секако останува и проблем избирачките одбори. Воопшто се неедуцирани за користење на овие ресурси кои се подготвени и немаат никаков однос кој е пожелен да го имаат, бидејќи лицата со попреченост се луѓе, исто гласачи како сите останати, а не да им се кажува дека треба да гласаат дома. Тоа не сме да се прави, треба задолжителна обука, но и казни за оние кои не ги почитуваат правилата што се донесени од Државна изборна комисија. Што ќе направи инклузива во следниот период, односно кои активности ќе ги преземе? Имаме веќе се распишани претседателските избори. Дали сметате дека ќе можете да влијаете некои од овие препораки и потреби што ги имаат лицата со попреченост за време на изборите ќе се надминат и ќе ги добијат своите права? Секако дека ние продолжуваме да работиме на оваа проблематика и со поголем интензитет. Ќе продолжиме со едукација на самите лица, на лицата со оштетен вид. Најголем акцент ќе ставиме, затоа што треба некој да им објасни како да го користат шаблонот за гласање и дека постои граничник за подпишување и како да се користи тој граничник. Другото нешто што ќе го направиме е секако дека највеќе ќе се залагаме избирачките одбори да бидат едуцирани и да имаат однос спрема граѓаните со попреченост како спрема секој човек, но и повторно ќе продолжиме да вршиме мониторинг. Тоа е нешто што сакаме понатаму да го шириме, бидејќи се покажа за многу полезно, но од нас не зависи се од финансиската поддршка. Цивил медија.